Насловна страна на денешниот дневник. Водата во езерото во најголем дел е од прва класа. Градот на мостовите за прв пат домакин на Преспа форумот за диалог. Чекор поблиску до слободен меѓународен транспорт во Охридското езеро. Виши театар по 8 пат во Охрид. Дваесет и второ издание на меѓународниот надпревар на млади музичари Охридски бисери. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со ТВМ. Во Охрид денес во првата половина од денот времето умерено облачно со повремени сончеви периоди и потопло, со максимални температури до 23 степени Целзиусови, попладне развојна нестабилност, врнежи од дожд, грмотевици со локална појава на невреме. Во четврток над Апенинскиот и Балканскиот полуостров, во источна и југоисточна Европа, умерено облачно и нестабилно време со дожд, грмотевици и локално поројни врнежи од дожд. Во централна, северна, западна и югозападна Европа, времето претежно сончево со локална облачност и топло со дневни температури кои ќе бидат во пораст. На Балканскиот полуостров, утре времето умерено облачно и нестабилно, ќе има пообилни врнежи од дожд, ќе биде посвежо со пат на дневните температури. На крајниот север и североисток од Балканот, сончево време со локална облачност, максималните дневни температури на полуостровот од 19 до 31 степен Целзиусов. Во Македонија во четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо со пат на дневните температури. Локално се очекуваат и пообилни врнежи од дожд до 25 литри на метар квадратен. Минималните температури од 10 до 18, максималните од 18 до 25 степени Целзиусов. Во Охрид во четврток времето умерено облачно и нестабилно, ќе има врнежи од дожд, ќе биде посвежо, локално се очекува и до 15 литри дожд. Минималната температура од 15, дневната до 20. Во Охрид во петок и сабота умерено облачно и нестабилно време, ќе има врнежи од дожд и пат на температурите. Во петок локално се очекува да наврнат и до 20 литри, а во сабота 15 литри дожд на метар квадратен во нашиот град. Минималната 15, дневната 20, односно 17 степени. Во недела времето умерено облачно и нестабилно, ќе има слаби врнежи од дожд и дневна температура до 19 степени. Попладне врнежите ќе престанат и ќе дојде до постепено разведрување. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Брз кредит не значи скап кредит. Да, добро слушнавте. Аплицирајте за најповолните онлайн кредити со износи од 10.000 до 180.000 денари и рок на отплата до 30 месеци. За повеќе информации посетете не во центарот на Охрид или аплицирајте веднаш на manimax.mk. Manimax, ваш доверлив финансиски партнер.
Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Водата во езерото во најголем дел е од прва класа. Презентирани резултатите од анализата на површинската вода во Охридското езеро од македонска страна, добиени од анализа на преку 30 примероци на вода. Анализата се изврши во санитарно-хемиската и микробиолошка лабораторија на Центарот за јавно здравје во Охрид. Секоја година пред почетокот на летната туристичка сезона, Центарот за јавно здравје од Охрид, согласно своите програмски активности, врши контрола на квалитетот на водата на Охридското езеро од македонска страна, на потегот од Свети Наум до Радожда. Исто така, спроведена и контрола на квалитетот на водите во Црн Дрима, се направи контрола и на водата во Деварското езеро. Вршени се анализи на 25, 28 мај и на 7 јуни, вели Сашо Точкот, директор на Центарот за јавно здравје од Охрид. Во најголем број случаи, квалитетот на водата во Охридското езеро е од прва класа, хемиски, а микробиолошки се класифицира како одлична. Имаме дел од примероци во струшкиот дел, значи околу капалиштата кои што се во градското, кои што гравитираат на градското јадро, значи тука имаме две капалишта кои што се втора класа и кои што микробиолошки се добри, што значи дека согласно законската регулатива сите тие води од прва и од втора класа во Охридското езеро може да се користат за капење, спорт и рекреација, значи нема никаков проблем нити аларм. Загрижува квалитетот на водата кај Дриличарскиот клуб, кај Билјанини извори и Студенчишкиот канал, напоменува Точко. Цевката од која што тука се испушта вода го загадува овој дел од езерото. Земене примерок од таа вода и тука имаме вода со класа 5 или незадоволителна микробиолошка. Таа вода директно ја загадува водата во каналот и во Охридското езеро, вели Точко. Резултатите и извештаите од анализите се испраќаат до надлежните државни и локални институции кои сега се на потек. За среќа тоа не се покажува, бидејќи моќта на самопречистување на Охридското езеро како олиготрофно е многу голем. Таа вода е проточна вода, значи водата од каналот Билјанини извори е протечна, се разредува, па немаме некои големи испади, големо загадување во водата во Охридското езеро. Точно е дека тука треба да биде атмосферска вода и точно е она што ние можеме да го потврдиме дека излегува фекална вода по анализите и по она што го гледаме. Зошто е тоа така и кои објекти, згради или куки, не знам што, се приклучени, тоа навистина надлежните и градежни и оние кои што го знаат катастарот подземен, значи кој се може да се приклучи или е приклучен, тие треба да превземат мерки соодветни. Ние сме тука да ги вршиме анализите и да ги испраќаме онамо
каде што е потребно. Со зголемување на температурите и бројот на туристите, се очекува дополнителна деградација на водата во месеците кои што предстојат, но ситуацијата ќе се следи континуирано. Инаку, ова е и периодот кога цвета алгата во езерото, посебно во реонот кај градското пристаниште и кај Кеот. Природен феномен кој само за краток временски период носи гарда слика и мерис, но ништо поопасно од тоа. Тоа не е штетно по здравието на луѓето, нити е штетно по екосистемот на водата, на езерото, но сепак оние кои што имаат некои алергиски реакции при влез во водата може да биде од алгите и сето тоа треба да се испита кај соодветни стручни лица. Се подобри квалитетот на водата кај градската плажа кај Грашница, каде водите сега се од прва класа или микробиолошки водата е со одличен квалитет. Со зголемување на приливот на гости, треба дополнително да се провери квалитетот на овој потек, а во секој случај во месеците јули и август од центарот најавуваат соодветен мониторинг на квалитетот на езерските води. Градот на мостовите за прв пат домаќин на Преспа форумот за диалог, уредени патишта, улици, зеленило, цветни површини, расчистени депонии. Вака струга ќе ги пречека високите државници од земјава, регионот, Европската унија и САД, кои деновиве ќе присуствуваат на најголемата меѓународна конференција во земјава. За време на форумот на 15 и 16 јуни ќе има и вреден сообраќаен режим за силено полициско обезбедување. Струга подготвена за најголемата меѓународна конференција во земјава Преспа форум диалогот. За прв пат градот на мостовите е домаќин на овој голем меѓународен настан каде ќе присуствуваат стотина високи државници, амбасадори, дипломати, министри, премиери од регионот, Европската унија и Соединетите американски држави. Уредени патишта, улици, зеленило, цветни површини, расчистени депонии, вака струга ќе ги пречека високите гости. Се чисти во целост генералка градот Струга, се чистат и некои така наречени депонии, се прави оризонтална сигнализација, се средуваат знаци, вертикална сигнализација, се уредуваат кејовите. За време на форумот ќе има и вонреден сообраќаен режим и засилено полициско обезбедување. Секторот за внатрешни работи Охрид апелира до сите граѓани да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници по сообраќајниците каде што ќе се одвива настанот со цел безбедност на сите учесници во сообраќајот. Денес од 16 часот затворени за сообраќај ќе бидат улицата Партизанска на потегот од кружниот тек со улиците Маркс и Енгелс, улицата Владо Малевски и кружниот тек со улицата 15 корпус. Овие улици ќе бидат целосно затворени за сообраќај. По текот на утрешниот ден, во посебниот режим на сообраќај ќе бидат опфатени улицата Партизанска која целосно ќе биде затворена пред пристигнувањето на најавените делегации, а потоа ќе биде овозможено наизменично одбивање на редовниот сообраќај. По текот на утрешниот ден, посебни сообраќајни мерки ќе бидат преземени и на магистралниот пат Подмолје Ќафасн, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Не верувам дека ќе има некој сообраќајен метеж, но сепак апелираме кај граѓаните да се радуваат на вакви свечености, односно на ваков самит кој се одржува во Струга. Преспа форум диалогот годинава има посебно значење бидејќи се одбележуваат 5 години од подпишувањето на Преспанскиот договор. Агендата вклучува дискусии за актуелните регионални и европски политичко-безбедносни прашања, интегративните процеси на Западен Балкан во Европската унија, перспективите за зајакнување на регионалната соработка и добрососедските односи, борбата против корупцијата и други актуелни теми. Чекор поблиску до слободен меѓународен транспорт во Охридското езеро. Владата го утврди текстот на предлогот на законот за ратификација на спогодбата помеѓу Северна Македонија и Албанија за меѓународен воден транспорт во Охридското езеро. Владата на Република Северна Македонија на вчерашната 160-та седница го утврди текстот на предлогот на закон за ратификација на спогодбата помеѓу владата на Република Северна Македонија и Советот на министри на Република Албанија за меѓународен воден транспорт во Охридското езеро.
Очекуваните влијанија од ратификацијата на спогодбата, според предлагачот Министерството за надворешни работи, се позитивни, бидејќи ќе се развијат пријателските односи помеѓу двете земји врз основа на принципот на слободна пловидба во областа на внатрешниот воден сообраќај преку Охридското езеро, велат од владината прес-служба. Спогодбата е подпишана во Скопје на 14 ноември 2022 година, а нејзината цел е да се изврши непречена имплементација на стратешкиот проект Охридското езеро по врзување на две земји кон една дестинација, финансирани од страна на Европската Унија како дел од новата ИПА-3 програма за прекугранична соработка меѓу Република Македонија и Република Албанија. Се поставува нова водоводна линија на улицата Македонски просветители на потегот од Евана до крстосницата со улицата Аба Семин кај Пожарна, со цел да се обезбеди навремено и квалитетно водоснабдување на жителите и решавање на долгогодишниот проблем на овој дел од градот, се заменува стариот и дотраен салонитен цевковод со профил ФИС 100 мм и се поставува нов цевковод од полиетиленски материјал со профил ФИС 160 мм во должина од 325 метри, информираат од предпријатието. Покрај поставување на новата линија приклучени се и сите објекти од околината во истата, а воедно заменете со нов и главниот вентил со профил ФИ 200 мм. Средствата во вредност од над 5.800.000 денари за реализација на овој проект се обезбедени од буџетот на општина Охрид. Вдиши театар по 8 пат во Охрид. Во 3-дневната програма повеќе од 30 талентирани млади актери и аматери од организациите на Црвен крст од Охрид, од Суботица и Црвен крст од Крагуевац, Србија, ќе го покажат својот актерски талент, умешност и креативност. 8 година поред љубителите на театарската игра ќе може да уживаат во представите кои годинава за нив ги подготвија актерите аматери од Охрид, но и од земјите од соседството, а во рамки на годинешното издание на меѓународниот аматерски младински театарски фестивал со наслов Вдиши театар. Фестивалската приказна која и после една деценија не загуби ни трошка од својата свежина, актуелност и амбиција, со една единствена цел да ја згасне жетта за театарот кај Охрид и туристите. Ние имавме желба, имавме идеја, меѓутоа не бевме свесни за овој успех, да речем, што го постигнавме. Не се надевавме, но ето од самиот старт прераснавме некако од одма во меѓународен, од одма ги искористивме нашите капацитети, нашата креативност и верувајте дека тие млади луѓе, тие волонтери се тие кои што одржуваат нашата енергија и кои што се вложуваат во самата актерска игра, се вложуваат во сценариото и едноставно го излекуваат и тие од нас и ние од нив најдоброто. А вечерва дел токму од тие најдобрите актери и аматери од Црвениот крст од Охрид, тие имаат честа да го отворат фестивалот во предворието на црквата Света Софија со почеток во 21 часот со театарската представа Бара. Амбициозни и љубопитни од самиот почеток, влюбени во улогите кои ги толкуваат, пред публиката ќе донесат едно прекрасно сценско доживување. Помеѓу моите други улоги ја играм и новинарката, која што е доста праведна, упорна и бунтовна личност и се бори на еден интересен начин да ги прикаже неправдите кои што се случуваат во општеството и да ги осветли случаите на жртвите на системот. Ги толкувам двете улоги како Тања и Линда. Тања е лик кој недоволно, да речам, се бори за нејзиниот живот, трпи насилство од страна на нејзиниот сопруг и е потисната од ова општество. Додека пак Линда е лик кој што може да се пронајде во секоја институција во денешно време, за жал, и на некој начин повеќе ги вреднуваат таквите личности отколку оние кои навистина вредат. Во представата Бара, која всушност не представува метафора за ова наша земја, ги толкувам улогите на Петар и полицаец. Петар ни представува угледен граѓанин кој всушност тој е семеен насилник и е негативец во оваа представа,
И за жал, многу од мажите во денешното општество може да се пронајдат во овој лик. Бара е авторско и режисерско дело на Емилија Блажевска, Весна Терзиовска и Јованка Сиондоленц. Блажевска вели дека инпут од свежината и информацијата која младите актери ги донеле во оваа представа е нејзиниот вистински квалитет, бидејќи станува збор за третирање на една актуелна тема. Во текстот имаме 3 паралелни приказни, навидум различни, но во основа сите ги поврзува една заедничка голгота низ која поминуваат борејќи се против или со институциите. Идејата беше да се прикаже колку нефункционирањето на институциите влие на животот на поединецот. Барем од овие младенци што работиме со нив, доста се запознаени како, дури некогаш не изненадува со одредени реплики, колку и ги следат сите работи, колку размислуваат со своја глава. Во тридневната програма свој актерски талент, умешност и креативност низ 3 театарски представи ќе го прикажат повеќе од 30 талентирани млади актери и аматери во од организациите на Црвениот крст од Охрид, од Суботица и Црвениот крст од Крагуевац, Србија. Годинешното издание на аматерскиот театарски фестивал в Диши театар е во организација на Црвениот крст од Охрид со подршка на општина Охрид. 22-ро издание на меѓународниот надпревар на млади музичари Охридски бисери Охрид 2023. Надпреварот се одржува под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија и градоначалникот на општина Охрид. Утре во Охрид започнува 22-то издание на меѓународниот надпревар на млади музичари Охридски бисери 2023. Од 15 до 18 јуни млади уметници од 10 држави ќе се надпреваруваат во дисциплините дувачки инструменти и камерна музика. Младите музичари од Бугарија, Хрватска, Германија, Грција, Полска, Романија, Србија, Словенија, Турција и Македонија ќе настапуваат во салата на општина Охрид. Надпреварот е отворен за публика. Стручната комисија е составена од 10 членови, врвни уметници и педагози по флейта, кларинет, обоа, саксофон, труба и хорна од повеќе европски престижни музички академии, како и од Факултетот за музичка уметност од Скопје. Охридски бисери е првиот организиран меѓународен надпревар во областа на класичната музика во Македонија, кој од 2002 година до денес поставува високи стандарди во однос на програмскиот концепт и строгата селекција на наградени учесници, па така привлекува квалитетни млади уметници од целиот свет. Најуспешните надпреварувачи и годинава ќе имаат можност да освојат некоја од вредните награди. Парични награди во износ од 1500 евра, 1000 и 500 евра за највисоко рангираните, награди на Сдруженијата Сојуз на композитори на Македонија, Сојуз на музички уметници на Македонија и Фондацијата Зографски. Општина Охрид на лауреатот, носител на наградата Гран При, му доделува ракотворба филигрански накит, а организаторот на надпреварот вреден накит Охридски бисери. Посебно значајна е и наградата на Европската асоциација на музички надпревари ЕМСИ, што на добитникот му овозможува годишна промоција на веб страната, учества на мастер-класи и концерти во повеќе европски градови. Исто така 3 германски фондации ќе доделат вредни парични награди. Надпреварот Охридски бисери се одржува под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија и градоначалникот на општина Охрид. Следуваат вестите од светот. Во пукање која утрово во 8 часот се случила во основно училиште во Лукавац во Босна и Херцеговина, во околу 8 часот тешко е повреден наставник од училиште кој бил застрелан од малолетен ученик кој веднаш по нападот е уапсен од страна на полицијата. Пронајдено е оружјето со кој ученикот пукал во професорот. Утрово се случи пукање во Лукавац кое сите не шокираше. Еден ученик од основно училиште од градот пукал кон вработен во училиштето, има тешка повреда, однесен во болница и згрижен. Од општината се надеваат дека ќе закрепне и дека се ќе заврши најдобро. Во оваа прилика ги повикаа сограѓаните да не креваат паника бидејќи напаѓачот малолетник е приведен. Според информациите кои ги објавија босанските медиуми, станува збор за професор по англиски јазик кој бил повреден. Ученикот, 15 годишниот ГМ,
Поради лошо однесување бил префрлен од едно во друго основно училиште, па утринава вооружен дошол во дворот на училиштето и го побарал професорот. Кога се нашол во негова непосредна близина, со неколку истрели му пукал во глава, го ранил во пределот на вратот, а ранетиот се уште е во тешка состојба. Застреланиот вработен во училиштето е префрлен во клиничкиот центар во Тузла, каде се уште траат оперативните зафати, а повеќе детали за неговата здравствена состојба ќе бидат познати во текот на денот. Најмалку 3 лица загинаа, 13 се ранети во руски напад на Црноморско пристаниште Одеса кој се случил во текот на ноќта при што биле погодени цивилни објекти, соопшти украинската армија. Русија лансираше 4 крстосувачки ракети кон градот, соопшти јужната команда на вооружените сили на Украина. Војската претходно соопшти дека 2 проектили биле уништени пред да ги погодат нивните цели. Тројцата загинати лица работеле во магазин на трговскиот Синџир кога проектилот го погодил и предизвикал пожар, се надведува во соопштението. На таа локација ранети се 7 лица, а потрагата по урнатините за преживеани трае, соопшти армијата. Украинската јужна команда предупреди до луѓето дека се уште може да бидат заробени под урнатините на места на нападот. Војската објави и видео снимка и фотографии на кои се гледаат висококатници делумно урнати скршени прозори, како и тоа дека пожарникарите се борат со пламенот во нешто што изгледа како магазин. Италија се прости со 4-кратниот поранешен премиер, лидер на десниот центар и медиумскиот милиардер Силвио Берлускони, кој почина во понеделникот на 87 годишна возраст. Владата за денеска прогласи национален ден на жалост, кога во катедралата во Милано беше организиран државниот погреб на лидерот на партијата Форца Италија. Италијанските и европските знамиња се беат на половина копија на јавните згради на Италија и дипломатските и конзуларните згради во странство. Телото на Берлускони беше изложено во неговиот дом во вилата Сан Мартино во Аркоро во близина на Милано, а само на роднините и пријателите им бил дозволен пристап за да му оддадат почит на починатиот премиер. Церемонијата ја предводи миланскиот надбискуп монсеньор Марио Делпини. На плоштадот пред катедралата беа поставени големи видеобинови за јавноста да може да го следи погребот. 2 лица загинаа, еден е ранет во вооружен инцидент кој се случил за време на вежба на воен полигон во централна Јапонија, кога 18 годишен регрут пукал во своите колеги. Локалната полиција соопшти дека нападачот е уапсен и пукал со пиштол со намера да убие. За време на вежба со боева муниција, како дел од обуката, еден од регрутите застрелал 3 лица, се вели во соопштението на јапонската војска. Националната јапонска телевизија објави дека застрелани се маж на возраст од 50 и други двајца мажи на возраст од 20 години. Воздушните снимки емитувани од станицата покажуваат дека војската и цивилите се раздвижени околу возилото за брза помош и дека полицијата ги блокира околните патишта. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следите, пријатно.